Преку 800 лажни дојави за бомби во училиштата и институциите сеја стравка јавноста со месеци, а Министерството за внатрешни се уште вештачи докази за да открие кој, како и со која цел го плашеше народот, блокираше училишта и институции. Министерот Спасовски тврдо стои на ставот дека дојавите се хибридни закани и дел од хибридната војна, ама така не мисли обвинителот Гаврил Бубевски. Тој на денешната конференција за ЕУ во врска со хибридните закани потврди дека според нивните досегашни информации лажните дојави не се дел од терористички напад. Неофицијално, обвинителството во Скопје и Кавадарци работи на предмети во кои малолетни деца го искористиле периодот на хибридна војна во светот и се шегувале со дојави, па оттаму тие се обвинети за лажно пријавување. Сепак, според Спасовски, на крајот ќе се знаело кој стои за овие хибридни закани. Обвинителството не ни го преквалификуваше на нас. Обвинителството ја води истрагата и го квалификува делото. Ние може да имаме своje видување, свој став во овој дел и јас сметам се уште дека дојавите за поставување на бомби, предизвикувањето на страф и нетрпеливост кај населението од терористички акт мора да биде кривично дело тероризам. Во однос на истрагата за хакираниот систем на Фондот за здравство, Спасовски рече дека е се уште во тек и нема информации и иако нема никаква разврска, надлежните решија да инвестираат во заштитата од сајбер криминал. Во таа насока Министерството за информатичко општество е иницијатори на формирање нова државна институција, Агенција за дигитализација. Според министерот Азир Алиу, планот бил канцеларијата да работи на основа на 4 столба: сајбер безбедност, дигитална инфраструктура, обука и софтверски решенија, а законското решение за истата се очекува за 6 месеци. Ова институција ќе била заштитник на системите на сите државни институции од сајбер напади.